Варичилото или увчата сипаница се уште се јавува кај пациентите и покрај високите температури во летниот период. Докторката Дијана Шишкова-Гајдарџиска вели дека тоа представува еден ланец кој постојано кружи во градинките кај дечињата, кои ја немаат прележано. Но има и возрастни пациенти кои се јавуваат и бараат помош во лекувањето, бидејќи кај нив текот на самото инфективно заболување е проследено со потешка симптоматологија. И летниот период со заболување варичела. Значи таа овчата сипаница уште кружи, ја има и покрај високите температури, тоа е еден ланец кој оди и во градинките кај децата кои немаат прележено, меѓутоа имавме, се сочувавме со потешки пациенти, возрастни, односно родители нивни кои немаат прележено во детската возраст и кај нив секако оди со потешка симптоматологија. Со повисока температура, со општи симптоми, така да постоеше сипаницата како морбили, и варичела, овча сипаница имавме. Од другите сипаници немаше ништо. На инфективното оделение бројот на пациенти со варичела е многу поголем за разлика од другите видови на сипаница. Може и да не ја има. Докторите апелираат дека најдобро е дечињата да ја прилежат сипаницата во периодот на предшколска и школска возраст. Тоа и однародно се знае дека најдобро е децата да ја прележуваат во детска возраст, односно во периодот предшколска возраст и школска возраст. Секогаш постарите пациенти кои ги имаме над 20, па 30, па 40 години, одат побурно, со многу повисоки температури, со потешки осипи, со компликации од страна на пак дали отит, пневмонија и така со други компликации. И затоа кај дел од нив дури обавезно и болничкото лекување. Инаку рачунаме како полесна заразна болест и се лекува во домашни услови. Меѓутоа со сите препорака за изолација, за мирување и за поминување на периодот на реконвалесценција, кога може да се јават потешки компликации. Децидни дека повозрастните пациенти сипаницата ја прилежуваат во потешка фаза и со побурна реакција. Чисто пациентите кои се во 20, 30 и 40 години од својот живот прележуваат сипаница, преминуваат на болничко лекување со висока температура, потешки осипи, компликации од страна на пневмонија и други заболувања.